победничка ВМРО ДПМН. Добро вечер, Охрид, и добро вечер, Македонија. Пред точно една година од овие скалила ја отпочнавме кампањата за локалните избори и ви ветив дека ќе оствариме историска победа за ВМРО ДПМН. И тоа го остваривме. Ајде сега уште еднаш да го повториме резултатот од минатата година и да освоиме уште поголема бројка, со што ќе потврдиме дека народот е со нас и дека ќе кориме по правиот пат. Драги сограѓани и драги сопартици, ВМРО ДПМН е национална партија. ВМРО ДПМН секој пат знаела точно да ги дефинира националните интереси на македонскиот народ и на сите етнички групи кои што живеат во Македонија. ВМРО ДПМН знае што се државни интереси, ВМРО ДПМН знае што се интереси на локалната самоуправа и на секој граѓанин на Република Македонија. Ве повикувам сите на 13 и на 27 април масовно да излезете и да го дадете својот глас за најорганизираната политичка структура било кога појавена во Република Македонија и пошироко на Балканот. Ви благодарам. Да живее ВМРО ДПМН и да живее Република Македонија. Драги мои сограѓани, чувствувам голема одговорност што ќе имам можност во највисокиот парламентарен дом на Република Македонија да ве представувам и да го чувам образот на Република Македонија и нашиот град Охрид. Ве охрабрувам сите сплотени, заедно, достоинствено, без молби, без уцени, на 13 и 27 јасно да го дадеме гласот за Република Македонија. За нашиот председател, почитуваниот професор доктор Ѓорѓе Иванов, нашиот председател кој во изминатите 5 години даде јасен сигнал и беше единствениот која повлече црвената линија за македонските национални интереси. Тоа не е случајно, затоа што од другата страна имаме човек кој би се пазарил со нашите јужни соседи само да би успел на овие избори. И ова е за мене чест да ја објавам почетокот на победничката кампања на ВМРО ДПМН во Охрид. Да сте ми здрави и живи. Ali ovdje sme na вистинското место и тоа со целиот мој живот кој го посветив на оваа работа и оваа круна е една голема благодарност. Јас ви давам тоа. Затоа очекуваме сите заедно да дадеме се од себе си организирано, да докажеме дека сме најмотни, најорганизирани и најсвесни во државата. Една од најорганизираните партии во Европа е ВМРО ДПМН. Браво! Разлика од нашите противници, кои немаат идеологија, ние имаме идеологија, ние имаме корени. Ние тие корени треба да ги осветлиме и да ги оставиме на нашите деца. Тоа е големо бреме, голема одговорност на нас како генерација во партијата. Сега треба да покажеме дека имаме максимална свест и да застанеме први на првата борбена линија и да добиеме 63 пратеници. Добро вечер, ВМРО ДПМН, добро вечер, Охрид. Јас се надевам дека почнуваме една убава приказна за еден историски резултат кој што ќе значи повторување на минатогодишната најголема победа во Охрид и 21.000 гласа.
Тоа е целта и тоа е она за што се бориме на овие избори. Имаме со што да се пофалиме. Направивме многу, а во следните години ќе правиме уште повеќе. И ако треба да гледаме лично, после 8 години и после изграден втор булевар во Охрид железничка, после изграден залив на Коските во градиште, после отпочната реновирање и изградба на Свети Климентов универзитет на Плавошник, после изградба на спортската сала Тодор Александров во Велгошти, после изградба на улицата Живко Чинго во Велгошти, после почнување на градба на канализациона мрежа во Лесковец, после изградба на најмодерна болница во југозападна Македонија, болницата во која што Љубен Арнаудов е директор, а Сашо Василевски е председател на управен одбор. После една година различно практикување на локалната власт во Охрид, каде што градоначалникот Бахрачевски покажа дека може да се работи не само од 8:30 до 4:30, туку од 8:30 до 8:30 навечер, и покажа дека местото и на градоначалникот и на директорите е во општината и во јавните предпријатија, а не во кафаните. Каде што покажа дека со срце се работи за Охрид. И после почеток на градба на најбитната работа за Охрид и најголемата инфраструктурна инвестиција, тоа е автопатот од Кичево до Охрид, кој што носи 1000 вработувања сега и илјадници вработувања во годинина кој што доаѓа. Слободно можам да кажам дека направивме повеќе од колку што сите заедно пред нас направиле. Но мотивите сега се други. Мотивите сега се Република Македонија, заради тоа што ние доброволно решивме да се скратиме една година од мандатот и да ја побараме повторно довербата, заради тоа што сме уценети. Заради тоа што почитувани сопартици, ВМРО-ДПМН е подуцена. Уцената се вика неуспешни председателски избори со цел промена на Уставот на Република Македонија и избор на председателот во собранието, кое што самите знаете што носи. Ние решивме да ја пресретнеме таа уцена и заеднички да се спротивставиме на таа уцена. Затоа на овие избори, што и да мислите дека е доволно, не е доволно, треба повеќе. Колку и да мислите дека во вашиот внесен комитет е доволно луѓе да гласаат, не е доволно, треба повеќе. Со колку и луѓе да разговараме и да одиме и од врата на врата, и на средби, и на мини митинзи, и во средби со таргет групи, не е доволно, треба повеќе. На овие избори ни требаат сите кои што се против уцената. На овие избори ни требаат и македонци, и египтјани, и турци, и срби, и роми, и власи. На овие избори ни требаат сите кои што ја гледаат и нивната на Република Македонија ваква каква што е. На овие избори ни требаат 62 пратеници за ДУИ да не ја уценува не ВМРО-ДПМН, да не ја уценува Македонија. Znači,